Денеска започнуваат божикните пости, се до бадник, до ден пред Божик, сите оние што ќе постат, нема да јадат храна од животинско потекло. И ова беше повод да го поканиме денес во нашето студио Љупче Трајчев, нутриционист, доктор по природна медицина, за да позборуваме на што треба да внимаваме во период кога конзумираме само намирници од растително потекло. Пред се, Бубе, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Некако си ни една од првите асоциации кога треба да се зборува за здрава исхрана поради твоето долгогодишно занимавање со ова област и огромното познавање, па еве, токму на денот кога започнува божикниот пост и кога предстои еден долг период од неколку недели во кои што многумина ќе се лишат од конзумирање намирници од животинско потекло, сакам да дадеме неколку совети во насока на што треба да се внимава во овој период. Затоа што паралелно е време на настинки и на вируси, како да не ни опадне имунитетот и на кој начин правилно да ги замениме сите тие намирници од животинско потекло кои што не се консумираат за време на пост. Па вака во суштина се што има во животинската храна го има во растителната, доколку се направи таа правилна комбинација и може да се задоволат потребите на организмот од сите оние јаглехидрати, протеини, витамини, минерали кои што се наоѓаат во растителната храна. Впрочем и растителната храна е примарната храна на исхрана. Месото секогаш треба да биде како некој додаток во таа исхрана, доколку сакаме да бидеме здрави. Значи секогаш кога конзумираме месо, треба да конзумираме огромна количина на додаток, некој гарнир со тоа место и една огромна салата, доколку сакаме да направиме еден комплетен оброк кој што ќе може многу полесно да дигестира нашиот систем и да можеме многу подобро да ги задоволиме потребите на сите витамини, минерали и сето она што ни е потребно да функционираме. Месото како намирница е, впрочем, и не е опходно за нашата исхрана. Знаеме дека ние имаме многу долги црева, имаме заби кои што не се создадени да жвакаат и да дигестивен систем кој што нема толкава киселост како што е кај животните кои што конзумираат месо. Меѓутоа месото може да се применува, човекот во суштина е се што е, меѓутоа месото да биде во помали количини. Оние што може да не конзумираат месо уште подобро, меѓутоа оние кои што сакат да го прават тоа на правилен начин, не многу обилно, доколку сакаат секако да останат здрави и да останат витални, да немаат вишок на килограми, да имаат здрави, чисти крвни садови, затоа што причина број 1 за смртност во светот е токму тоа нечистотијата на крвните садови создадена од онаа храна која што не е функционална за нашето тело, не е создадена и од тука се јавуваат сите последици. Освен тоа се јавуваат и многу други последици. Впрочем, сите заболувања потекнуваат од токсифицираноста на организмот со овие намирници кои што не се соодветни за нашата исхрана. Како значи ли тоа, само дозволи сега да прашам, дека гладувањето е подобро или поздраво од прејадувањето? Секогаш. Меѓутоа тоа нели нормално треба да биде умерено, треба да биде онака како што нашиот организам може тоа да го поднесе. Секој човек различно го поднесува, тоа зависи од тоа како претходно се хранел. Значи оној што се хранел многу обилно, не сме одеднаш да го прекине тој внес на храна, затоа што нашиот организам е како компјутер и му треба малку време за да се адаптира. Во секој случај, прејадувањето е нешто најлошо што можеме да дури и кога ќе внесеме многу здрава храна во нашиот организам е проблем, затоа што нашиот желудник е создаден од 3 слоја на мускули кои што се така создадени да можат да ја мешат храната,
да ја мешаат заедно со желудочниот сок со пепсинот и да може да се разградува. Кога ние ќе се прејадеме, тоа е исто како ќе ставиме во некој сад, ќе го преполниме, ние не можеме да измешаме. Значи, клучно за здрава исхрана е секогаш умереното јадење и одмарање на желудникот. После секое внесување на храна, после секој ручек, доручек, значи треба 3 часа да не се внесува, 3 до 3,5 часа идеалното време да не се внесува ништо во организмот. Може само течности, вода, цедени сокови, она што не се дигестира, него само поминува во нашиот дигестивен. Многу е лошо со оние грицкања, дополнителни ужинки, храни. Тука се јавува проблем и во дигестијата, се јавува проблем и во губењето на енергија, затоа што ние храната која што веќе е сварена во цревата, која што на цревата сега им треба енергија, ни треба и нас енергија, она што ни е во крвта и во мозокот, ние треба дополнително желудникот да лачи сокови, да троши енергија за да ја свари таа храна и затоа се јавува изнемошненост, поспаност кај оние луѓе кои што стално нешто грискаат. Значи добро е да се јаде умерени оброци на секои 3 до 4 часа и измеѓу да се внесуваат само течности, затоа што и хидрацијата на организмот е многу битна за правилно функционирање, крвта да биде поретка, да се движи насекаде низ нашето тело и да ја снабдува со хранливи материи. Што е со десертите? Дали треба да се јадат во склоп на ручекот, на главниот оброк, или и за нив важи дека е подобро да се јадат неколку часови после Не, секогаш е добро десертот да се јаде веднаш после ручекот и после тоа 4 часа да не се јаде ништо. Ова се добри вести за љубителите на сладките работи. Проблемот, најголемиот проблем е кај оние што стално грицкаат и јадат измеѓу десерти, јадат чоколади и тука се јавува тој проблем на вишок килограми затоа што не може цело време нашиот организам да се справува со вишокот и мора негде да се го таложи, посебно кај оние кои што се физички неактивни, мора тие вишок на шеќери да се трансформираат во масти и да се таложат во нашиот организам. Тоа е дополнително оптеретување на нашиот организам, од тука се јавуваат слабости, други болести и слично. А загладувањето сакам да кажам дека е нешто прекрасно. Знаеме дека многу болести може да се излечат со гладување и со постови. Она што е традиција него во сите религии е постот. Постот представува нешто прекрасно кога нашето тело, кога нашиот дигестивен систем одмара, нашето тело бара резерви кои што се во нашето тело и секогаш нашиот организам е паметен кога нема доволно храна, тој црпи енергијата од оние клетки кои што се на некој начин лоши, кои што може да се трансформираат во болест, во тумор и слично, нив ги согорува додека најздравите клетки остануваат. Затоа е позната и она аутофагија на Ошуми кој што доби Нобелова награда јапонецот 2016 беше, да, аутофагијата или фастинг на англиски, каде што не внесуваме 16 часа храна во нашиот организам и нашиот организам е секогаш паметен да најде онаму каде што има вишок, каде што има проблем, клетки кои што не се функционални, на некој начин да ги согори и да го прочисти нашето тело. А постот е одличен, во сите религии има различни постови, сите на некој начин се добри, меѓутоа секогаш растителната храна е многу подобра за пост. Зошто? Затоа што единствено растителната храна има влакна кои што придонесуваат за чистење на нашите црева. А чисти црева значи здрав организам, силен имунитет. Без чисти црева ние не можеме да имаме добар имунитет. Додека знаеме дека месото, јајцата, млечните производи воопшто немаат влакна, растителни влакна, кои што се клучни за чистење на цревата. Затоа и реков на самиот почеток, многу е битно кога јадеме месо, да внесуваме многу растителна храна, многу салати, многу прилози заедно со месото.
Така, и сега, кога луѓето пустат, многумина почесто јадат леп, бели пецива, сакајќи нели да го постигнат тоа чувство на ситост, што од друга страна па не е здраво и не е препорачливо. Како правилно треба да се пусти, сега зборувам од нутритивен аспект секако, не од религиозен, од нутритивен аспект, кои намирници во предстојниот период, еве есен, почеток на зимо, се препорачливи да се конзумираат? Па вака најдобро е секогаш е најдобро денот да се почне со некој иседен сок, со некој добар чај, потоа да се земе одредено количество на овоше кој колку може да изеде. Најдобро е негде половина килограм, меѓутоа и тоа не се почнува одеднаш, зависи од организмот како е навикнат, може да створи диареја доколку некој не е навикнат толку често да јаде овошје. Да, има луѓе што велат не можам да изедам јаболко на празен желудник, ми создава непријатност. Па добро, тоа треба време, треба навика. Секој кој што се храни различно, едно јаболко ќе му создаде непријатност. Например, оној што се храни на друг начин, јас например секој утро јадам по 4-5 јаболки, што не ми е проблем воопшто и тоа не делува на мојот организам затоа што веќе организмот се навикнува. Кај секој човек може да се навикне, не се работи за разлика, кај луѓето се работи за различни навики кои што организмот ги прифаќа и ги спроведува во својата исхрана. Најдобро е, значи, како што кажав, да се почне со овоше, потоа кога се пости, најдобро е да се земе некоја житарица, дали тоа ќе биде варена пченица, овес, рж. Јас не сум за оние овесни снегулки од повеќе причини, затоа што во целото зрно, она кое што не е обработено, има многу повеќе хранливи материи и освен тоа, пченичните, овесните и останатите рклуци при обработка на правењето снегулки отпаѓаат, а тие се клучни и многу битни за самата нутритивност на било која житарка, значи со некое, пак ќе кажам, суво овоше, бадеми, лешници, било што, да се направи еден убав, обилен појадок кој што има многу енергија, кој што може да ве држи, да речеме, 4-5 часа, потоа да се земе некоја за ручек или ориз, компир, грашок, кој што сака, секако со повеќе видови на зеленчук и една убава салата, тоа да биде ручекот, а вечера може да бидат, да речеме, некои јаткасти плодови или повторно некоја интересна салата, зависи кој што сака, и тоа е сосема доволно и најдобро е во текот на постот да се практикува, во измеѓу оброците да се пие само вода или може некој цеден сок и освен тоа што ќе се пости, ќе се излечи самиот организам, сите оние кои што го практикуваат ова ќе видат после некаде 4-5 ден ќе имаат многу повеќе енергија, ќе се чувствуваат многу посвежо, ќе им се врати сјајот во очите, затоа што разликата во луѓето кои што се хранат здраво и кои што се хранат со многу масти, со многу рафинирани производи, се гледа и во самите очи, се гледа во самиот поглед, затоа што тие имаат недостаток на енергија, затоа што целата енергија им се троши за да се спаси организмот од сите оние вештачки намирници, тие мора да се исфрлат. И тука организмот вложува многу повеќе енергија отколку кога ние би се храниле, да речеме, со 100% растителна храна. Тоа го гледам и кај животните, најбрзите животни, оние кои што можат најмногу да издржат. Еве, например, слонот може 2 дена да трча, е огромен. Меѓутоа тој се храни исклучиво со растителна храна. Тука е жирафата, антилопите, за разлика од лавот кој што после 3 минути не може да се соземе од трчањето, му треба неколку часа за да одмори, затоа што неговото тело е полно со оние токсини кои што се создале во преработката на тоа месо. Растителната храна секогаш има повеќе енергија и треба повеќе да се практикува. Како што реков, јас не сум против тоа да се исфрли месото, меѓутоа да се користи на правилен начин и да не се претерува, доколку сака некој да изгледа добро, доколку сака да биде здрав, да биде среќен, мора месото да го конзумира на овој начин.
Така, сега е сезона и на туршиите, нешто што исто така карактеристично за нашето поднеби, иако помладите генерации некако полека ја губат таа навика, но туршијата е исто многу здраве и препорачлива. Секако, еден од најздравите пијалоци, можеби најздрав, е расолот, значи ферментираната зелка, е феноменално нешто кое што освен значи пребогат биело кој што е пребогат со витамин С, содржи многу други корисни фитохемикали во самата зелка, со самото ферментирање успева да ги извлече и на тој начин го чисти организмот, одличен, како што реков, одличен извор на витамин С во зимските денови и тука си туршиите направени на правилен начин, значи само стерилизирани со малку сол, оцет, ловоров лист, синап, одлични се за конзумирање, меѓутоа да не се додаваат никакви конзерванси, вака сигурно можат да стојат затоа што тоа искуство кое што јас го имам со години, јас така на пример традиционално се подготвуваат без конзерванси, без никакви додатоци, се многу здрави, можат да се користат секако како што реков во зимскиот период кога е ладно, кога немаме пристап до овие намирници. Добро е тие да бидат така стерилизирани, направени и тоа е нели дел од нашата традиција. Исто тие може да се конзумираат традиционално со меса, со сланини и слично, кои што меѓутоа во поголем дел секогаш да биде растителната храна, па и вака приготвена од турши, да не биде таа само во мал дел, а поголем дел од оброкот да биде огромно парче месо. Така, имаме само уште една минута до крајот и сакам да прашам за ајварт. Исто, наш традиционален деликатес кој што сите го сакаме. Да или не, ајвар? Па, ајвар да, ама во мали количини, затоа што зависи како е приготвен и од какви пиперки и дали е препечен, преварен, треба да се внимава и на тоа. И ајварот е добар затоа што има многу растителни влакна. И од пиперките и може, поготово ако е користен и модар патличен при неговата подготовка, е добар. Знаеме дека тука нема многу витамини, има дел од минералите, има растителни влакна, може да се користи со месо, со сирење и све, меѓутоа да не се претерува, да се јаде на пример еднаш до 2 пати неделно највеќе, затоа што тоа е на некој начин превкусна храна, меѓутоа недостасуваат многу витамини кои што би ни биле нас потребни, поготово во зимскиот период, каде што ни треба многу повеќе витамин С, ни треба многу повеќе витамин Д, затоа што не можеме да го абсорбираме од сонцето. Сонцето многу кратко е неколку часа, па сега имаме и облачни денови, не можеме толку. Треба да внимаваме, да внесуваме што повеќе здрава храна. Значи тука се, како што кажав, житариците, јаткастите плодови, овошјето, зеленчукот и овие ферментирани пијалоци се прекрасни баш за овој период од годината, за да го сочуваме нашиот имунитет. За жал, времето ни дозволува толку, но многу повеќе совети, сите што се заинтересирани може да најдат на социјалните мрежи, на профилот на Љупче Бубетрајчев. Благодарам за гостувањето и за корисните совети. А со овој разговор го завршуваме денешното утринско дружење. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам да имате убав остаток од денот. Хранете се здраво, внимавајте на своето здравје, слушајте македонска музика и гледајте телевизија Алфа.